Верувам дека ви е забавно и интересно, додека младите готвачи ги оставивме во кујна, ние ќе продолжиме со разговор на оваа трпеза, а потоа истата ќе ни ја украсат со она што тие ќе ни го подготват. Како велат, крајот го краси делот. Но до тогаш да разговараме и да ги одговориме оние прашања кои што не ги одговоривме досега, Милина повели. Да, прашањето кое што не го одговоривме, мислам не е прашање, туку е констатација дека Денис е еден од нашите најверни гледачи уште од почетоците на Утринска. Зошто ги имаме овие книги тука сега ќе кажам, значи нема да ги подариме затоа што тебе ти се подарок од нашата емисија. Не ги давам. Пред повеќе од 10 години, 2-13, можеби средно училиште си бил? Средно, да. Така? Во рамките на Утринската, во делот кај Роберт, подарувавме книги и тоа го правевме за многу гледачи, но среќата беше наклонета на страната кон Денис и човекот си имал среќа и скоро секој утро се добиваше книги. Колку книги имаш добиено од нашата редакција, Денис? Вака, тоа беше баш одамна кој што спомнавте. Дури станував за да се спремам за школа за втора смена, си пуштав каналот на канал 5 и почнуваше Утринската емисија. И Роберт со книгата, така? И Роберт доделува книги и јас дури се спремам на школа, тако сум сакам предизвици да пробам да освојам нешто, да стекнам мое. Звонам на Утринската програма, за некој случајност ме пуштија мене во емисијата и добив првата книга Дух. Значи ова е првата книга? Да, каде што е подпишана подарок од Канал 5. Само да забележи и колегата. Нема дата, не датум нема, туку пишува подарок дека од Канал 5 телевизија. И така неколку утра јас станувам и ќе пробам пак дека сум љубител на книги, си читав книги. Не дека не сум можел да ги купам, меѓутоа ми беше предизвик да ги добијам. И следното утро звонам пак, во исто време ме уклучија пак. И така почна се повторува моето јавување, стана ритуал. И 13 утра јас поред добив книги од Канал 5. Се додека јас живеев во Крива Паланка тој период за среднова. Не отвори книжара. И татко ми доаѓаше тука, бидејќи работеше во Скопје, доаѓаше да ги подигне книгиве од Канал 5. Браво. И Роберт го застанува татко ми тука во Канал 5 и вика: "Ќе те замолам, поздрави го твојот син и ќе те замолам веќе да не звони во Канал 5." Бидејќи ќе мислам дека ова местенка, дека не може никој друг да стапи во контакт со нас за да добие нешто. 13 утра поред Денис добива книга. Јас не беше стварно никаква местенка, меѓутоа сега Си имал среќа едноставно. Си кажам, мојава среќа, кога и да зазвонев ме уклучува. И така имам среќа и со други квизови со се друго, меѓутоа и од тогаш од некој срам се повлеков. Мислев да идам уште со ината, ама викам нема смисла. Застана. А сакаше да коментираш за теми тогаш или исклучиво само за книги? Не, за книгата си звонам. Бев многу млад за теми да коментирам, така да само за книги бе. Дали некогаш се јавувате во така отворени телефонски линии каде што има дебати? Филип, Саври? Па Сабри, не знам баш дали треба одма погрешно ќе го протолкуваат неговото јавување, ама Јас не. Не. И ја не памтам. Или да сте биле дел од некој квиз, нешто ми интересно кој што во младоста оставило вака печат како Леле, еднаш бев у некој квиз, да, бев у некој квиз. Поврзано беше со као лото некој игра на среќа, да, бев у некој квиз. Се сеќавам и добив пакет со меснати производи од Солета. Точно. Али многу одамна беше на Сител. Не може да сетам, тоаш бев уште гимназијалец уште. ама и кај Денисова не се има учествувано и во бинго. Така беше, значи човекот е неистрпна приказна. Така? Да. Ама тоа во средношколските денови. Да, тогаш, тој по бачките ме удира по глава и сакам да станам познат. Ако, па убаво, зошто да не си имал среќа, така што Да. си уживал во Или тие имал моменти. среќа или ја креирал среќата. Или ја Па креира. може така да се каже. кога сме Има кај храброст. креирањето работи, еде малку на една посериозна тема, Сабри. Имаме големи промени во албанскиот политички блок, но има ли на повиток нова албанска партија на политичката сцена? Јас не би сакал многу да коментирам за политика, бидејќи е утринска емисија, меѓутоа јас политиката во нашата држава ја гледам како услуга или пристап на сите граѓани за све што им треба во државниот систем. Нажалост, кај нас политиката има доведено за ние да бидеме меѓу себе поделени. Дали можете да замислите 2 недели да нема
по медиумите политика, јас мислам дека ние би живееле малку подобро и посреќно. Политиката за мене е уметност. Уметноста не ја креира секој. Можно е да направат политички партии, секој, нели, да си ја проба среќата, меѓутоа за да дојде до израз тоа најдоброто, јас мислам дека не треба да бидат политичките партии поделени по етничка основа. Јас мислам дека треба да се направат реформи каде што ќе имаме една изборна единица и ќе имаме отворени листи. Зашто е тоа така? Имаме пример од соседно Косово, каде што кај нас менталниот склоп е, нели, се надпреварува политичката партија и во тие списоци, тие листи ќе го ставиме тој кој што е така мој омилен или послушник од председателот на одредена политичка партија. Например, во Косово имате отворени листи и може секој да си ја проба среќата. И кога имаме отворени листи, ние можеме да донесеме освежување или можеме да донесеме квалитет во нашата политичка сцена, бидејќи системот кај нас така е направен што се што е иновативно, се што е апдејт со светот, се што е позитивно, се што е напредно, самиот систем го сече. Така тоа е, тоа не ми се допаѓа воопшто. И кога имаме отворени листи, нели секој има право да каже дека, нели, ако зборуваме со таа логиката на политиката и политичките партии кој колку тежи, ќе имаме можност да излеземе да се надпреваруваме и на крајот на денот, со идеи. Јас дури би ги укинал и овие што организираат митинзи, затоа што имаме пример во Америка, можете да одите од врата на врата, да не се малтретираат луѓето. Исто така ми смета тој менталниот склоп, овој е наш, тој не е наш, овие така, тоа не е добро, затоа што на крајот на денот сите ние сме наши, сите ние живееме овдека. И ми смета тоа што луѓето и менталниот склоп, нажалост е тоа кај нас така, овој пие кафе со тој, пошто тој не е со нас. Или овој седи со тој, нели не е. се знае во Скопје, сите знаат за сите. Па се знае, ние сме мало место, знаете како, ние сме едно мало од Истанбул. Така да еден менаџер треба на една фирма од Кина да донесеме тука и да го земе ова да го организира и да го среди. Ние сме создале низ годините држава, нажалост. Ние сме создале држава да функционира, меѓутоа да не биде функционална. Преска вие рековте, нели можеме ние да услужиме, зборувам со јазикот на нашата фела, ние можеме да услужиме 50 пациенти, ама одлучуваме да услужиме 5. Имате листа на чекање, имате интервенции, само кај нас се случува народот да плати иста услуга 2 пати. Еднаш си плаќаме здравствено осигурување, па немаме термини. Така да тие кои што сакат да се занимаваат со политика и тие кои што сакат да придонесат за државата и за овој систем, јас мислам дека треба да им се даде простор. Затоа што светот се менува секоја секунда и не можеме ние со систем кој што без, нека не се љути никој, системот кој што сме живееле ние кој што е функционирал, за тоа време можда бил идеален за таа генерација. Сега имаме други генерации, дајте да направиме нешто поинаку и да дадеме простор на младите да дојдат до израз. Колку имаме политика во здравството, бидејќи ни доаѓате од здравствена институција? Во здравството има политика. Политиката не треба да биде мешана во здравството. Нели, ние имавме неколку случаи каде што се соочивме со пандемијата, го имавме случајот со модуларната болница во Тетово, го имавме случајот со Кочани. Ние не смееме да дозволиме партијата да не лечи. Ние треба да дозволиме и да работиме секој ден професионалци да се лечат и професионалци да се грижат за нашата здравствена состојба. Нажалост, кај нас, луѓето кои што доаѓат и работат во здравствените институции се луѓе кои што можеби никогаш не работеле во приватниот сектор. Јас би направил со закон да можеш да одиш да видиш приватно како се работи и како се заработува платата. По тоа да се оди во државниот сектор, затоа што пациентот не го интересира дали јас имам приватни проблеми и што ми се случува дома, а пристапот е 50%
здравјето на пациентот зависи 50% од пристапот на здравствените И како работници. ќе се соопшти нешто, значи во Да, истиот момент треба и психолог Видете, да се биде. Добриот збор лекува. Често пати кога доаѓаат пациенти кај нас, викам добро, 50% ќе ви помогне терапијата и на колективот и на сите колеги, тоа е пристапот. Да. Нема подобар збор за пациентот кога ќе одите, ќе го посетите, ќе му кажете, видете, ние ви стоиме на располагање, не сте сами, цел Така. колектив ви стои на располагање на вас, така да тука сме за да се грижиме за вашето здравје. А зборовите ги надополнува фотографијата, па така ќе ги погледнеме вашите фотографии. Зборувавме за книгата во првиот дел, но да видиме како мина промоцијата на истата низ фотографии и да го раскажеме се она што го гледаме, така да може да ги погледнеме фотографиите од Сабри. Горди на вашето првенче? Да. Значи, книгата е дел од мојата душа, може би е не дел, туку цела душа. Овде имам емоции кои што се случуваат само еднаш во животот и ми беше многу интересно кога ги земав и ги собирав изреките и ги читав нормално истите по неколку пати, така, и ние во одредени моменти од нашиот живот ги толкуваме и ги гледаме работите од различен ангол во зависност од тоа кога ни се случуваат тие работи. Така. И токму од тука потекнува изреката која што ја цитирав на самиот говор кога беше промоцијата на книгата, каде што викам, цитирам, само авторот пред да ја објави книгата ја чувствува таа посебна врска со читателите, кои што може би не ги познава, може би кои што никогаш нема да ги сретне, но кои што еден ден ќе имат неговата душа во раце. Јас не знам колку ќе живеам, но знам дека ова дело и ова книга ќе живее подолго од мене. Така е. И јас сум поборник на тоа да се создадат дела, бидејќи само делата живеат вечно и преку уметност, преку култура, преку вакви слични дела, ние можеме да докажеме на светот дека ние знаеме да направиме нешто поинаку. Доста нас ни се поделби, доста нас ни се кавги секој ден меѓу себе, дајте да бидеме најдобра верзија од себе. Овде моментот така кога доаѓаат сите На подпишување. подпишување, да. Имаше збир на луѓе кои што беа од професори, од луѓе од политиката, луѓе уметници, имаше сликари, имаше ова е се грижевме да направиме еден простор или агол каде што уметниците кои што донира уметнички слики за нашата клиника и за гастроклиниката, да можат да ги изложат нивните дела тука, да можат да се запознаат со гостите и да им се даде на нив простор затоа што стварно преубаво е направен просторот тамо. Имаше 3 компоненти тамо, нели, уметнички слики, книга, имаше и музика. Се погриживме да имаме класична Сите сетила музика. да бидат застапени. Да. Јас сум поборник на тоа во животот, ако правиме нешто или правиме, ова е професорот Данчо Ордев и господинот Тасим Кадрио, он е од Слупчане, од Липковскиот крај, он има направено донации исто за гастроклиниката. Двајцата, кога ги донира сликите за гастроклиниката и другите уметници, сите рекоа дека чекаме сега знак за да почнеме да уредиме друга клиника. Браво. Така да Го чекаме и ние знакот тоа да го проследиме и да го прикажеме и покажеме. Тоа е многу убаво затоа што е премногу, според мене, премногу хумано од нивна страна и така преубаво чувство кога некој нивното дело или дел од нивната душа ќе ви ја подари и ќе ви верува затоа што ние сме Балкан и злоупотребите кај нас се случуваат секој ден, но овие луѓе се уверени дека ние немаме таква цел, ние сакаме само да помогнеме и да го оплемениме ги оплемениме условите и просториите каде што се движат пациентите и здравствените работници. Така е. Посебно чувство, не знам, ова треба посакувам секој да го осети на своја кожа, затоа што
посебна емоција. Преубаво чувство. Одлично. Благодарам што ни ја пренесовте енергијата од промоцијата на книгата, книгата за која што зборувавме во првиот дел, Звуците на космосот. Ви посакувам успех и натаму во се она што правите. Да продолжиме со фотографиите на Денис. Го запознавме зборувајќи и раскажувајќи за се она што му се случува, но да видиме и низ фотографија. Денис, слободно коментирајте ги и ви благодарам на интересната архива која што ни ја извадите од вас. Ова е дел што можев да долувам, што имам сочувано во мојата галерија во телефонот, за да ви препратам, да покажам нешто од мојот живот, како сум израснат. Ова сум од првите фотографии од моите најмали нозе. Каде сте родени, Денис? Во Крива Паланка сум роден. Паланка. Ова е една од ретките стики што ги имам сочувано од мал, бидејќи сум од генерацијата кај што немаше толку технологии. Ова е подоцна. И ова ни го кажавме играорец дека сте биле. Бев долги години играорец. Ова е слика во Романија, каде што освоивме прво место. Играв во играно друштво во Крива Паланка, потоа тука со приклучок во Кочарацин во Скопје. Ти недостасува? Да, многу ми недостасува, меѓутоа со студиите, со сите обврски работава, морав да прекинам со тоа, за жал, меѓутоа секогаш ме останало внатре вака во мене во срцето некој жарко веќе видам. Значи на свадба прв си заора. Па, може да се каже. Супер. Да. Овие се слики од таму споделени од надпреварот во Романија. Знам многу кореографии. Ова се иконите кои што ги правам сега како Света хоби, Питка што е тука, тука а тоа другото е со монистри. Тоа со монистра исто. Друга техника на изработка, меѓутоа не можев да ги донесам дека не се доработени се уште. Овие се, како што кажав, аматерски, за слободно време се занимавам дома како хоби, предизвик да направам некупо дело, како што кажа и колегава преска, делата секој живеат, ние не знаеме докога ќе живееме. Така. Ова се дел од книгиве што ги освои во Канал 5. Така. Така да интересен период беше и тоа. Ова е дел од моето катче дома со книгиве, меѓутоа имам уште многу повеќе, ова се тука сега во мојот стан што си ги чувам. Љубител сум на книги. Но си љубител и на патување, колку што можам да забележам и на... Да. На патување сум годен фан. Предпоставам дека овие магнити се како... Да, овие ми се сите ја што сум си ги купил од секој патување, меѓутоа започнав со собирање на магнити многу подоцна. Би имал многу повеќе, меѓутоа овие ми се дел од тоа места кој што сум патувал. Ова се слики од рачна изработка, јас што сум ги правел за кога се вработив првата година во 8 септември, имав дека работев сменски, имав повеќе време. И не сум особа која ќе седи со врзани искрстени раце, сакам да створам нешто и да направам нешто ново, нови предизвици. Кога не беше на работа се правеше? Да, за слободните денови си правев. Колега, колешка, младоженци или ова се почнав на роднинска врска за свадба од Бартучевка ги правев, видов дека испадна убаво и после имав многу нарачки од колеги во 8 септември, меѓутоа требаше многу посветеност, многу време, многу труд за сето ова и не можев да послушам. Со тек на време ми стана многу напорна работава и прекинав со ова, меѓутоа овие сите ги имам сам изработено. Браво. Браво. Одлично. Така почесто жените го прават тоа или девојките, нели? Но е убаво кога и машко ќе се види дека сака да прави нешто поврзано со свадба. Да. Тоа што не ги делам така работива. Ова не е слика од 8 септември кога работев во ковид центарот. Сите сакаме да ги заборавиме овие аутфити. Па не, дали сакам да ги заборавам или не знам, меѓутоа самиот тој период на ковид времето, за време на пандемијата, мене ми оставило некоја дупка во моите сеќавања, така да тој период колку бил напорен и тежок у трчање и стресен, јас некако немам некои сеќавања. Мислам дека тие години ми се онака као празни во животот, стварно немам нешто што би одвоил за тој период, освен траумите. Да. Сите бевме исплашени, само чекавме да помине таа корона, нели да се вратиме на нормалниот живот. Преживувавме ли, како да кажам? Баш така. Секој се плашеше. Мислам дека и од тој период луѓето стана многу поладни. Многу посебични стана луѓето, тоа можам да го приметам и нема тоа дружење во како што го имало порано. Некогаш, да. Овие ми се слики од едно патување во Дубај што бев. Бидејќи сум вака за Романија со брата, таму што ни беше водичот и шоферот низ пустината, ми се смееше, само не збори.
Ќе мислат сите дека си араб, само не збори, не те познаат по акцентот. Инаку сакам вака љубител сум на други култури да пробам нивните. А оваа слика ја издвоив тука што ја покажавме пред Пратете малце. малку, да. Секунда, само бидејќи има цел зашто е пратена. Оваа слика ја издвоив од сите слики, бидејќи е слика на почетокот на војна во Тел Авив. Баш пред да започне војната. Баш кога почна бунтовите бев во Тел Авив на шетање и ме фати на аеродром, па да не кажам 3-14 сати да чекам на аеродром заглавен, бидејќи се уште не беше почната војната, меѓутоа беа тие протестите, се оние немири кога почнуваа. И сликата е на место кај што сега веќе е разурната Тел Авив, кај што беше. Светот е променет по се она што ми се случува. А јас имам таква среќа да идам и кај што поминувам, као Тејата Ировиќ што ги има песневе за војните, јас со моите шетања сум така. Ова е сега од оваа последна работа. Овие се од салонот кај што работам сега, кај што ги правам третманиве. Извоив тука неколку слики кај што можам да ги покажам вака јавно. Овие се тука третмани на лице. Бидејќи имаме поширок спектар на третмани и на избор за клиенти, за мажи и за жени, така да Супер. овие се само моментот од третмани за лице. Ќе дојдеме ние во салонот да видиме друго што точно се работи, бидејќи ги запознавме нашите гледачи со медицинските масажи, но следно за некоја друга услуга која што се нуди кај за вас. сите кои сака. Така е. Пред да ги погледнеме фотографиите на Филип, ќе зборуваат делата и ќе зборуваат тоа што младите готвачи ни го подготвија во кујна, ќе ги поканам двајцата да ни го послужат уметничкото дело кое што неуморно го работеа додека ние разговаравме. Повелете, донесете ни го и поставете го на трпезата која што е пред нас, она што вие го направивте. Ви благодариме за истото. Ете, крајот го краси делото. Ви благодарам. Сакате останете, сакате повличате се. Што имаме пред нас? Ева, раскажете Пред ни нас кратко. имаме подлага од марципан, полнета со джем од малина, шантели крем и пресирана јагода. Еден аплауз за овие млади. Много добро изгледа. Марципан често асоцира на бавен, да знаете, али ова е од фастак. Ви благодарам слободно. Сега може да се опуштите по напорната работа. Ви благодариме на она што го имаме пред нас. Со кафе или чај ќе ги послужиме нашите гости, како велат, крајот го краси делото. Но да ги погледнеме и фотографиите од Филип и за истите да раскажеме тоа што тој ни го подготвил. Слободно коментирайте ги Што гледаме фотографиите. Колку сме млади овде. Ја и Злате во еден серијал на Kitchen TV ја представивме македонската кујна со 12 јадења. Супер си поминавме, супер дружење во Белград со целата екипа на Kitchen TV. Тие се стварно едни пасионирани луѓе кои што сакаат да направат нешто што ќе биде исто едно така убаво убава архива на кулинарска инспирација, да ја наречам. Тоа е сајмот на Фортис во Куманово, супер сајм за хорека индустријата, кај што се споија од угостители до нашето училиште, до едукативен дел имаше, каде што имавме гостин од Италија. Одлично. Да, собственици на хотели, ресторани беа присутни. Еве, овде е дел од нашиот тим. Поздрав до Андреј, Давор, Тамара. Злате е тука неизбежен, нели, он има главен ментор, оперативен директор. Еве ги повторно тука нешто подготвуваат, објаснивме некои техники на готвење, објаснивме колку се битни тие финеси на готвење, колку све се способни тие печки да сега со најновата технологија да направат сочно месо и така натаму. Ево овде, оваа слика ми е исто една од омилени, тука сме повторно заедно на истиот тој сајм. Не знаев дека ќе коментираме слики, ќе пратиме нешто друго. Искрено кажано ги пратив слики, мислев ќе одат само во позадина. Еве, кој што гледаме, тие ми се сега актуелни, бидејќи ова беше нешто најново што ни се случуваше. Немам некоја архива ке мене голема, не чуваме, све е на Инстаграм. Така да, еве, и Сашка да поздравиме, супер еклери направија со Тамара, они се сладкарскиот батальон во FJ, така да, они се нашите сладкарки.
Еве, тука еден супер колач што го подготвија, Колку добро комплексен изгледа. колач со Тоа е повеќе ова, компоненти. многу добро изгледа. Овие се тие комплексни сега доста популарни колачи кои што имаат повеќе компоненти. Доле имаме, да речеме, подлога на некој пандишпан да го крстам, па после имаме мус, внатре имаме инсерт кој што може да биде од овој марципан. Инсертот и тука имаме и контраст на текстури кои што гледате, бои и нормално вкусови кои што се спаруваат. Тоа е афион, направен е со нашиот мак, македонскиот мак кој што е супериорен. И друго мислам дека беше мак. Овде јас Одмор по работа. малце тука, да. У некој фотосесија, ја пак ќе кажам, не знаев дека ги коментирам слики, ова е нашето училиште, атмосферата, пак ќе кажам, поканети сте. Сакам да ни благодариме. дојдете на еден тимбилдинг, вака, целата ваша екипа. бидеме Ова е интересно, нешто, сигурно. исто имавме мастер-клас патеон крут, на француска техника, традиционална, многу интересна за, како да кажам, за едно ладно предјадење. Ние би имале пандан, ова би била нашата пача. Пандан, ова е пача, интересно. Пача, значи можеме инсерт внатре во ова тесто од путерасто тесто да влезе и пача. Иако има и дел, и самото патеон крут има дел аспик. Еве го иде на печење, техниката е исто многу интересна, тие се оџаци кои што служат. Ова е еден многу драг настан кој што го направивме за Халкбанка во музеот на град Скопје. За околу 100 гости направивме навистина еден светски настан со многу креативна храна. Делот тој настан, еве суши мастер-клас, ова мислам дека се дланките на Тојоко, нашата менторка за суши, иначе од Јапонија, живее во Македонија повеќе од 20 години и несебично го дели целото свое знаење за јапонската кујна. Ова е некоја наша молекуларна техника, да ја наречеме така по... Ова се круасани, француски, Јасно ви е, италијански. да. Ова не мора многу објаснување. Добро изгледа круасанов. Вања Пушкар беше кај нас во школа, многу ментори поминале, меѓутоа ете моја една драга слика што ја најдов во архива, ја пратив неколку негови креации, една од креациите е со коприва. Па искрено не се сеќавам, Пушкар беше пред 2 години беше или 3, меѓутоа знам дека сувата компонента е коприва, која што е спржена, мислам дека беше нешто од дифлук. Копривата Тука не бевме во оваа македонски сезона локално. април-мај, така да копривите сега се Актуелни, да. супер пик, дивиот лук, јагодата, така да ова е некоја комбинација на таа тема. Еве, тука сме пак со Злате, со Алтанот малце правиме шали на темата за да бидеме забавни. Така да ова сме у студиото на Kitchen TV и така сега спреме нов серијал со Kitchen TV. Тоа да го Одлично. кажам, пак ќе представуваме македонска кујна. На еден креативен и различен начин. Па некогаш и на многу е едноставен, како да ви кажам, најтешко да се достигне е едноставноста. Во нашата професија не мора многу компликации, многу да се комплицира, меѓутоа за да се достигне едноставноста е потребен да се изоди еден многу комплексен пат за да суштински и темелно се научи. Значи сите големи уметници немаат многу, еве ќе кажам, спомнавте слики така, Пикасо додека стигне до таа смиреност на линијата му бил потребен еден цел животен век. И кога го прашале како вика вие маестро продавате слика пола милион долари, а вие се потребни само 15 минути да сликате. Да, меѓутоа ми требаше цел животен век да стигнам до смиреноста на таа линија и на тие мои потези. Исто слично би рекло дека и во кулинарството, па и во многу занаетски професии, значи ние сакаме да достигнеме една едноставност. Меѓутоа, за да ја достигнеме таја, треба да изодиме еден пат и да ги научиме секој една од компонентите, незината суштина, технички карактеристики и како се однесува при топлина, при сезона, при ова, за да стигнеме до вака некое мало залче, кое што се надевам дека ќе ви остане како спомен. Тоа е целта на нашата професија, да преку храната креираме спомени и токму некој патување ви Денис кој што спомна ќе се сложи и сабри дека го памтиме по некубаво јадење, например еве го спомна Дубај, Истанбул, тоа се вкусови, храбри, доста зачинети, арапска кујна, така отоманската кујна многу блиска на нашата, меѓутоа секогаш ќе памтиме по некој вкус и арома и мирис кој што секогаш ни останува
врежен. Ето, тоа е дел од нашата професија. Имаме само една минута до крај. Јас се надевам дека Повелете најпро, еве јас ќе почнам како добар домаќин. Да јадам вака пред камера не е проблем, во ред. Слободно. Повелете. Како Фала. велат, изразот на лицето не може да се скрие, така да Многу добро доколку Да ви се заблагодариме прво за да можам да јадам после. така, И поканете сте кај нас во училиште да ве научиме како да се прави исто тоа, да можете да се оправите регуларно. ние ќе Одлично. наздравиме со благото, со оно што денеска го подготвија младите шефови во нашата кујна. Ви благодариме на одвоеното време, на даденото внимание, на сите кои што денеска го украсивте нашата студија и дадовте мал придонес во она што значи здрава Македонија. Ви благодарам јавно. Милена, да наздравиме со Да благо. наздравиме. Да наздравиме. Останете и натаму на Канал 5.